На булеварот Трета Македонска на крстосницата кај градска пекара денеска се случи сообраќајна незгода во која учествувале две патнички моторни возила, а според првичните информации едно лице е повредено. Кумановци се сведоци дека семафорите токму на булеварот Трета Македонска честопати не работат. На оваа тема денеска говореше и градоначалникот на општина Куманова Максим Димитриевски. Проблемот е што на таа точка во градот првенствено сообраќајните знаци се поставени, а дополнително и семафорите во континуитет се сервисираат, но се оштетуваат. И тоа се оштетуваат од лица кои што предизвикуваат сообраќајни несреќи, а во многу случаи во состојба алкохолизирани. И истата кога ќе се оштети, тогаш што е процес за да промените комплетна една сигнализација. Во последната сообраќајна несреќа беше уништен дел од таквата сообраќајна инфраструктура, но и главниот систем за функционалност и функционирање на таквите семафори. Спроведеме постапка, ја направиме денеска, слушав дека повторно штетена, жалам за тоа, но видете, кога не работи светлосната сигнализација, за кое што одлучува исклучиво МВР дали ќе се стави во функција или не, наша обврска како општина е да ја биде сервисирана и да е во функција, а регулирањето на сообраќај во нивна надлежност. Но кога не постои светлешка сигнализација, постојат знаци задолжително запирање, како што се знаците кои што доаѓаат од гимназија Гоце Делчев на таа раскрсница покрај школска амбуланта и пат со предимство на минување каде што е категоријата на булеварот. И мора да дефинирам дека човечкото невнимание повторно е главниот фактор за ваквите несреќи. Инаку ние ако бараме изговори зошто не функционира светлосната сигнализација, да, точно е, но општината не може да постигне да сето тоа го сервисира колку што во континуитет во вакви ситуации се уништува. И затоа ние како општина на ваквите раскрсници, каде што постојат просторни можности, веќе одиме на решенија како кружни токови, каде што може би е позабавено движењето, но од друга страна се многу посигурни, посебно за вкрстување на улици, каде што доаѓаат улици од две категории, прва и втора категорија, како што е овој случај. Еве на прак сме да отпочнеме со работа и на четвртиот кружен ток во градот, тоа е на локација до Небоженов.